Згрозени, револтирани и изненадени. Ова се реакциите на новинарите откако во седиштето на СДСМ ги добија материјалите добиени од следењето на нивните телефонски разговори со колеги, соработници, политичари, бизнисмени. Ова мене ми е второ големо уво, ако така можам да кажам. Минатиот пат тоа ми предизвика стрес. Сега не дека сум изненадена, меѓутоа разочарана сум. Знаете, после 10 години од таа прва голема афера очекувате дека институциите ќе профункционираат, дека некаков надзор ќе гарантира дека човековите права нема на ваков брутален начин да се кршат. Во моментов и како професионалец, меѓутоа и приватно, навистина лошо се чувствувам кога знаеш дека твојот живот на увид го имаат и двете партии. Коректно е прашањето колку копии има, низ колку рад се поминало и слично. Се надевам дека ниту едните, ниту другите нема да не злоупотребат за политички цели и дека ние новинарите ќе не остават да си ја работиме работата, затоа што верувам дека од 100 новинари никој не работел против државата и против националниот интерес, тука едноставно си ја вршеле професионално работата. Според мои проценки и она што можев да го видам, станува збор за исклучително долг период од прислушуваните разговори, некаде пред по затварањето на еден, па би рекла и до некое скоро време. Новинарите велат дека најлошо од се е што прислушувањето е правено без судски налог. Дел од нив најавуваат и тужби. Како тоа дошло мобилните оператори да одобрат слушање на толку многу луѓе, не само на новинари. И од нив е следната инстанца од која лично јас се надевам и други колеги ќе бараме одговор. Само во овој момент размислувам дека кога ќе се оформи предметот за злосторничкото здружување и кога ќе им бидат одзимани имотите на не знам кои сметки, би сакала од тоа што ќе биде соберено од нивните сметки на злосторничкото здружение, нас да не биде платена штетата за ова што им е направено не само на новинарите. Имам чувство реално како да сме соголени фактички пред државата, дека ги издаваме не само нашите и приватни и службени информации, туку ги издаваме и лицата со кои сме разговарале. Тука значи под знак прачалник се става целото функционирање на овој систем. Можам да кажам со крената глава дека јас сум горд, како што треба да видат и сите мои колеги кои што биле прислушувани од оваа тоталитарна власт, поради тоа што имале критично мислење. Ние треба да сме горди затоа што на време сме биле визионери и сме знаеле со кого си имаме работа. На ова мора да се стави крај. Ние мора да пратиме порака дека сите ние сме Никола Младенов. Снимените разговори на новинарите беше четвртата бомба на председателот на СДСМ Зоран Заев. На големото досие најмногу бил прислушкуван поранешниот собственик на Фокус, новинарот Никола Младенов, кој загина во сообраќајна несреќа. Досието со тие разговори ќе биде предадено на неговото семејство.